Добро утро, секој утро до сите што не следат во моментов и оние што не следат од самото утро. Продолжуваат минутите за интервју. Како што кажавме, сега ќе имаме наставничка која е во училиштето Свети Климент Охридски од Рачево, во едно училиште со најмногу награди во Република Македонија. Дефинитивно ќе зборуваме за ситуацијата која што се случува во образовниот систем и новиот начин на учење, кој што на почетокот пред околу месец дена се покажа како доста хаотичен. Па Ане Мишовска имаме ова утро од својот дом. Ане, добро утро. Дали се слушаме, дали е се во ред? Добро утро на сите гледачи. Да, јас добро ве слушам. Така, супер. Како што кажав, новиот начин на учење се покажа како доста хаотичен и за вас, професорите, и за учениците, но и за родителите. Каква е ситуацијата сега? Така, на почетокот имаше потешкоти, не само кај нас наставниците, туку и кај учениците и родителите, но по насоките од МОН кои што ни беа дадени, моменталната настава која што се одвива во нашето училиште се нормализира, со тоа што имаме повратни информации од страна на учениците, по соработка со родителите и се разбира од наша страна како се работа. Дали успеавте да воспоставите ред во моментов, бидејќи имаме сознание дека дури учениците знаат и да пишуваат и да прашуваат дури во 12 вечер, што за вас професорите верувам дека тоа е тешко. Така, да. Со потешкоти, но успеавме да ги воведеме во некаков ред учениците. Се разбира, тоа се дължи на добрата соработка со родителите, кои што постојано се во комуникација со нас, бидејќи јас сум оделенски наставник и пред се за помалата возраст е неопходно присуството на родител, бидејќи не секое дете може да се снајде со технологијата која што во овој период е актуелна. И мислам дека добро се снаоѓаме, имаме доста повратни информации, се снаоѓаат и учениците во поглед на ова далечинско учење и мислам дека сега е сосема во ред се одвива целиот тој образовен процес. Кој е принципот токму на новиот начин на учење во образовниот систем? Со кои алатки се служите? Интернет алатки? Па вака, во нашето училиште, така да, во нашето училиште наставата се одвива преку затворени приватни групи кои што ги користевме и претходно за време на сезонскиот грип кога имавме голем број на отсутни ученици. Се користи Google платформата Classroom, потоа се служиме и со видео апликацијата Zoom, комуницираме исто така преку имейл, националната платформа Eduino и користиме различни апликации за правење на квизови со кои што можеме да го провериме и знаењето на учениците. Дали професорите, наставниците општо се 24/7 достапни за децата и дали е проблем да се враќа на сите пораки, бидејќи сте и секако и во групи на Facebook, каде што има повеќе од 10 на 50 деца, не знам сега точно колку? Па вака, во поглед на оделенската настава, ние гледаме колку можеме да бидеме достапни за учениците, меѓутоа сепак тоа е во нека определена рамка да не биде во доцните часови. Се случува, значи има и родители кои што одат на работа и не можат постојано да бидат на време да ги завршуваат зададените обврски. Се случува некогаш тоа да биде во подоцнежните часови кога родителите се дома и се во можност да го направат тоа. Ние секако како наставници даваме се од себе да бидеме достапни за родителите во било кое време кога и да им бидеме потребни. Така да мислам дека така се одвива сето тоа и позитивно е, доста позитивно, барем што можам да кажам во однос на нашето училиште дека имаме доста позитивни коментари и од родителите и од наставниците, задоволни се од соработката и Што правиме со дечињата кои што немаат интернет или кои што немаат не се достапни до лаптоп, до компјутер или па нивниот мобилен не е современ и немаат начин да се вклучат токму во наставата, дали имате начин да им помогнете токму на таквите дечиња? Во нашето училиште, вкупно 432 ученици,
само 13 ученици немаат можност да се вклучат во онлайн наставата. Во тек е набавката на IT опрема и ваучери за интернет, која што е организирана преку МОН. И со самото доаѓање до тие уреди и интернет ќе се донакнеди целиот тој наставен процес, наставен материјал и содржини кои што се пропуштени. А во меѓувреме им даваме насока, бидејќи имаме контакт со нивните родители, да ја следат ТВ училницата која што се емитува на националниот ТВ канал. Така. Многу од учениците на социјалните мрежи можеше изминативе 2-3 недели да се прочитаат коментари не само од учениците, туку и од нивните родители, дека добиваат материјали за учење во рокот една недела, кои што треба да ги научат, а кога би се предавало, би било во рокот 3 недели. Дали е ова точно и ако е, дали ова се прави за годината да заврши на време? Па вака, според мене, мислам дека во некои училишта каде што се прекинати активностите, нели имало одреден прекин од 2 до 3 недели, наставниците пробуваат да го надополнат да го надокнадат тој материјал кој што бил испуштен претходно, што не станува збор за нашето училиште, бидејќи ние одма по прекинот на наставата продолживме со активностите кои што ни се зададени според годишниот план и програма за реализација на образовниот процес. И ние се држиме до оној фонд на часови кои што би требало да го работиме додека сме во училиште. И гледаме тоа да биде сведено на минимум, да обрнеме внимание само на оние важни цели кои што се предвидени да се постигнат и сметам дека не представува терет за учениците, бидејќи имаме повратни информации дека тоа што е зададено како содржина, тие доста добро го имплементираат со праќање нели на домашни, на одговори, на видео кои што ги правиме со нив преку Zoom-от и мислам дека се реализира тоа како што треба, како што налагаат самите вонредни услови. Така, а прашањето е и дали школската година можеме да очекуваме да заврши на време, ако не 10 јуни, дали воопшто ќе заврши ете во јуни? Па искрено да кажам, мислам дека со овој тек на настаните може да заврши. Бидејќи и оние цели кои што се поставени се постигнуваат. Сега се останува да видиме како ќе се одвива нели наставата. Вонредната ситуација, дали ќе се планира да се отворат повторно училиштата или да се заврши на овој начин. Така. Во вчерашната емисија имавме во гостување психолог, изборувавме на слична тема онлайн настава. Тој вели дека голем број на дечиња се жалат дека не може да стигнат со материјалите, па тоа доведува да станат потиштени, нервозни, анксиозни, впрочем тоа е голем проблем за дечињата во таа мала возраст, во едно вие сте и оделенски наставник, па најдобро можете да одговорите на ова прашање. Па така, во мојата секојдневна комуникација која што имам ученик, родител, наставник, добивам повратна информација со тоа што немам впечаток дека кај учениците се создава некакви потешкоти во совладување на материјалот, поглед на тоа дека сите ние како наставници се обидуваме на најлесен начин преку сликовито, преку презентации да го имплементираме целиот тој материјал. И мислам дека со прецизни давање насоки на оделенските раководители и наставници, дека нема да дојде до такви потешкоти. Не сум почувствувала јас наискрено дека има некои потешкоти. Нормално дека не е исто да се учи од дома и да се учи во училиште, но децата се многу креативни, активни, сакаат да работат и пред се тоа е една позитивна работа која што кај нив се стекнува некаква обврска и навика дека тие треба во текот на денот да седнат и нешто да сработат.
Представува ли проблем оној момент на работата дома, бидејќи сега се дома и вие не можете да ги следите како што ги следите на училишните клупи, па сега буквално проектот кој што им е даден, ете, на помалите дечиња цртеж или некаква задача на повозрастните малку потешко, да биде сработен од нивните родители или пак можеби со помош на информации на интернет, што правиме во овој момент? Можеби така едукацијата нема да биде на задоволително ниво? Има помош од родителите, не дека не, ние како наставници даваме насоки, нели да се со Google, преку Google формата, нели да се информираат учениците и родителите за тоа што се дава како наставна единица. И мислам дека се приметува кога нештото е направено од страна на родител и кога само детето со своите рачиња го прави цртежот или ја изразува својата мисла. Има помош од родителите и мислам дека во овие пониски оделенија дека тоа е сосема во ред, бидејќи ние не сме присутни кога тие го работат сето тоа. Како успеваат да најдат време наставниците кои што имаат дома мали дечиња, а при тоа треба исто така да држат настави да бидат достапни па ако не 24 часа, барем 12 часа во денот и на своите ученици да им помогнат исто така како на своите дечиња. Како успеваат да најдат време? Така да, имаме такви примери и во нашиот колектив, со тоа што нели пред се тие имаат повеќе улога на наставник, улога на родител и се она што следува во склоп на семејството. Но сметам и колку што сум во комуникација нели со нашиот колектив, дека тие со добра организација на времето ги постигнуваат поставените цели. Значи пред се треба добро да си го организираат времето кога ќе се посветат на своите деца, на учениците, на семејството и мислам дека тоа не представува проблем да се одвива процесот како што треба. Заборавив да прашам, дали вие професорите лично пред да настанува проблем или додека настануваше и сега додека се случува се ова, имавте било каква обука како наставници, бидејќи ете има и повозрасни нели професори кои што се над 55 години, кои што немале никогаш допирна точка со компјутер, а сега треба буквално да работат 12 часа и да бидат стручни во областа на неколку алатки како Google, како тие што ги споменавте. Така. Значи предходни немавме обуки, откако настана целата оваа ситуација, по насока од МОН имаше 20 наставници од нашето училиште кои што беа на таа обука и преку процесот на дисеминација го пренесоа своето знање и верувајте дека беа 24/7 часа на располагање на сите наставници кои што влегувавме во тој нов настанен процес. Значи нонстоп бевме во комуникација како да го направиме, како да кликнеме без разлика и ние што сме млади, се тоа беше ново и за нас. И мислам дека добрата соработка меѓу нашиот колектив не сведе до тоа да ситуацијата течеше во сосема добри услови и сето тоа да се одвива безпрекорно. Дали може да се каже дека тешко не дека не, меѓутоа дека во моментов е веќе фатен ритамот и е полесно во овој момент од почетокот? Така, да, веќе и родителите влегоа во еден колосек, ние како наставници, учениците сватија сериозно дека веќе нема да се оди во училишта и сите тие како обврски си ги сватија сериозно и веќе немаме проблем околу тоа. Редовно праќаат значи домашни повратни информации постојано имаме. Сега имаме нели некогаш се случува родителите да задоцнат со 1-2 дена во пуштање на тие материјали, меѓутоа ние сме флексибилни, имаме разбирање дека сето ова е вонредно како и за нив, така и за нас. Да, покрај тоа што сте оделенски наставник, сигурно разговарате и со професорите од средните училишта, од факултетите, но мене ме интересира за матурантите, што ќе се случува за нив. Ете, можеби оваа година тие што ќе матурираат нема да имаат среќа да го почувствуваат тој момент на прослава, но барем што ќе се случува со едукативниот дел, дали ќе имаат простор да завршат матура?
Колку што сум јас информирана, има петиција и предлог за укинување на матурата, но исто така имам информација дека во тек се и одбраните на проектните задачи по изборни предмети преку видеоконекција, која што се реализира пред комисија. И искрено се надевам дека за брзо време ќе се донесе конечна одлука за да се тргне она неизвестност кај самите матуранти и кај родителите, ќе има или ќе нема. Сепак тоа оставаме да се донесе конечната одлука. Така, да се надеваме дека ќе биде се во добар ред. Да направиме една сума сумарум на целиот муабет. Кои би биле негативните страни на се ова, од кога ќе заврши ситуацијата со коронавирусот? Сега збориме за негативните страни на новиот начин на учење од образовниот систем. Дали според вас би можело да остане ваквиот начин или барем нешто да се задржи? А кои би биле позитивните, а кои негативните страни? Па негативните страни може би се тоа што во целост не можеме да ги оцениме учениците, колку тие самите го имплементираат сето тоа знаење или имаат некаква помош од родителите. А позитивните страни секако дека ги има многу повеќе. Со тоа што нели самите ученици стекнуваат обврски и навики, стекнуваат нов начин на учење и нова комуникација, што е ново и за нас и за нив. Во нашето училиште исто така сакам да потенцирам дека се дигитализираше библиотеката, во која што учениците имаат целосен онлайн пристап и можат да се користат со секоја литература која што му е потребна. Исто така позитивно е тоа што се организираат секакви наставни активности. Значи имаме ликовни, литературни активности кои што учениците имаат желба и сакаат да ја изразат својата креативност. На овој начин повеќе се доаѓа до израз креативноста на децата, затоа што секој сака нешто да придонесе и да направи плюс. И секако тука позитивна страна има користењето на новата технологија, онлайн платформите во ова далечинско учење, која што се надевам дека и понатаму ќе ни послужи за подобрување на овој наставен процес. Еве, ова ни е една добра лекција како и понатака да преку оваа вонредна состојба да се снајдеме со подобро во тој наставен процес, бидејќи ние како наставници сега сме многу поедуцирани во оглед на целата IT технологија, онлайн платформи и мислам дека тоа е доста позитивно како за нас наставниците, така и за учениците. Така, Ане, ви благодарам што одвоивте време за Добро утро секој утро. Се надевам дека ќе има и позитивни страни, секако дека има негативни страни, а и овие совети од ваша страна им го доловија вистинското светло на гледачите што не следат во моментов и дека и самите ученици, вие и родителите ќе најдете заеднички јазик што полесно да се излезе и побрзо од оваа ситуација. Така, ви благодарам на поканата, ви посакувам во наредните денови да ги поминете во добро здравје, расположени пред нас следат празници, што го посакувам и на сите родители и деца, малку да се опуштиме од секако сета оваа вонредна